Се наоѓаме во Министерството за здравство, разговараме со министерот за здравство Азир Алиев, ќе позборуваме на актуелните теми. Тоа се две: Законот за пушење и новиот клинички центар. Ова интервју или овој разговор ќе го отворам со новиот клинички центар кој што треба да се гради во близина на градската општа болница 8 септември, поранешната воена болница, или спроти нејзе во делот на празната ливада кај хотелот Александар Палас, односно спортскиот центар Борис Трајковски. Министре, добро вечер, добро дојдовте во вестите на Алфа. Сакам да го поставам баш ова прашање. Зошто се одлучивте тука? Дали е поевтино или пак е нешто друго прашање? Знаете, направена е анализа на три опции беа во прашање од почеток. Првата опција беше тука да се градат згради и да се реновират постоечките згради, се со цел да имаме интегриран клинички центар. Втората опција беше 8 септември, третата опција беше да најдеме простор каде што од нула ќе почнеме да градиме. Нормално направена е анализа врз основа на време, трошење, колку време ќе ни треба за да стигнеме до клинички центар. Вториот момент беа инвестициите, значи колку пари ќе ни треба за нов клинички центар. И третиот момент беше функционалноста на клиничкиот центар. Од анализите направени по функционална логика има 8 септември, заради тоа што не се почнува од нула. Значи имаме веќе инфраструктура, здравствена инфраструктура како што е 8 септември, како што е Букурешт, и целиот тој дел од здравствени институции ние ќе ги користиме со реновирање и со прилагодување. Но исто така од другата страна, фантастично е местото за да може да се градат уште две згради, за да може интегрирано да се поврзуваат со постоечките и да имаме интегриран клинички центар кој што, верувајте, во секоја развиена земја еден од клучните моменти е терцијалното здравство, бидејќи таму се креира нов пристап кон здравството и таму е елитата на здравствените услуги во секоја држава. И ние паралелно на тоа гледате дека инвестираме и во регионалните центри, како што е Штип, Тетово и Кичево, но исто така прилагодуваме примарно здравство. Сега веќе сме во процес на анализа на примарното здравство, за да може таа логика на поминување на здравствените работници и на пациентите од примарно, секундарно на терцијално здравство да има логика, да има инфраструктура и да има функционалност. За да има функционалност, вие мора да градите инфраструктура прилагодена кон потребите и цениме дека и побрзо и поевтино ќе испадне да имаме клинички центар во просторот кај што моментално е 8 септември. Премиерот најави дека некаде јули треба да почнат разговорите или почеток на некаква изградба. Дали вие очекувате малку подоцна, малку порано? Кои се вашите анализи? Имајќи во предвид колку сме имале проблеми со административни процедури од постоечките процеси во здравството, не би сакал да давам временска рамка за да не испадне дека нема да ги почитуваме, но ние правиме напори, значи правиме све за да може побрзо да стигнеме до решение за тој дел од плацот кој што ни е од интерес, за да може да се интегрира. Реално без тој простор не гледаме причина да се инвестира, затоа ќе направиме све за да може просторот да биде дел од новиот клинички центар. И само уште едно прашање: законот за пушење или новиот закон за производи од тутун и како веќе има подолго име, се наоѓа веќе во собраниска процедура, утре се наоѓа пред пратениците. Што постигнуваме со тој закон вака накратко и дали имаме некоја анализа колку би се заштедиле, кои би биле казните и заштедените пари каде би биле пренасочени? Да, во право сте, законот почна, значи предлог законот беше со името Закон за заштита од пушење. После имавме, сега веќе законот не се вика така, заради тоа што се прошири, не е само за класични цигари пушење, туку и за аеросоли и за електронски цигари. Идејата беше да ги, бидејќи новите трендови во пушењето не се само класичните цигари, тука знаете дека исто така електронските цигари и другите тутунски производи и никотински производи се помеѓу нас. Сакавме законот да ги покрие сите тие производи кои што навистина се штетни за нашите граѓани. Исто така законот сакам да бидејќи цело време се збори дека е против пушачите, не е тоа така, туку е за заштита на непушачите, на децата, но и за креирање на стандарди каде може и каде не може да се пуши.
знаете дека постоечкиот закон е стар веќе од 1995 година, кој што воопшто не ги покрива новите трендови во таа индустрија и затоа требаше да одиме со нов закон, но исто така сакавме да ги штитиме нашите граѓани од амбиент кој што има нечист амбиент. Посебен осврт имавме кај децата, имајќи во предвид бројките што ги имаме од нашите анализи, над 13% помлади од 18 години пушат и сакавме тој момент да го намалиме и да ги штитиме децата, затоа законот строго дефинира правила. Нема да може во простори, во школи, во јавни установи да може да се пуши, значи 20 метри треба надвор од влезот да може да се пуши, значи забрането е во тој дел. Во просториите кај што се ресторани и така натаму внатре е строго забрането пушењето, но исто така со стариот закон имавме една грин зона кај што велеше може да се пуши на тераси, но не дефинираше каков тип на инфраструктура треба да имат терасите. Сега веќе новиот закон дефинира дека терасите мора да бидат минимум на 2 страни отворени за да може да се прилагодат за пушачи. И на крај, што е многу важно, строго забрануваме рекламирање на производи кои што имаат никотин и никотински компоненти внатре. Исто така тука ги предвидуваме не само стариот начин на рекламирање, туку и новите канали за рекламирање, како што се социјалните мрежи и така натаму. И ценам дека овој закон е во склоп на европските директиви кои што веќе ги дефинират процедурите, но на крај исто така ценам дека законот ако не се прилагодува кон инфраструктурата која што ја имате нема да биде примелив, затоа им дадовме 1 година на целата индустрија да може да се прилагоди кон терасите, додека за простори кои што затворени ќе биде применлив законот од првиот ден. Ви благодарам на одвоеното време. Благодарам за вашето време.